Добро утро, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за големата кашлица и за тоа во каква состојба се децата хоспитализирани на детската клиника од голема кашлица. Во студиото ни доаѓа доктор Весна Мицевска, педијатар пулмолог, но претходно за хаосот кој настана со издавањето на личните документи откако стапија на сила новите правила согласно Преспанскиот договор. Во студиото е Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници. Господин Трпевски, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро. Детално ги проучивте правните причини и последици кои доведоа до ова што се случува денес, долги редици на шалтерите, карантин за многумина, нервозни и гневни граѓани. Може ли да кажете накусо што е заклучокот од како Македонското здружение на млади правници детално ја анализираше? Има ли прекршувања на законите и на уставот? Така, најпрво да се согласувам дека има многу гужви и многу нервози кај граѓаните и да се согласувам дека има непочитување на правилата, пред се на уставот кој го воспоставува новото уставно име и пред се во оној дел од уставниот закон кој вели дека се согласуваат постоечките документи, што би значило дека во моментот кога уставниот закон и уставните измени стапуваат на сила, сите дотогаш издадени документи треба да се согласат, а не и да се издаваат повторно документи со претходното уставно име. Дали има прекршување на законите и на уставот? Да, дефинитивно, затоа што се издавале долг период документи со претходното уставно име и тоа несомнено може да доведе до ограничување или прекршување на правата на граѓаните. Добро, да одиме со ред. Велите државата, односно институцијата Министерство за внатрешни работи не смеела да издава постапила спротивно на уставот со издавањето нови службени документи со старото име на државата која веќе било сменето по влегувањето во сила на амандманот 33. Што е тогаш прекршено? Кој закон или уставот генерално? Во суштина е уставот прекршен, односно прекршено е тоа, прекршена врската за усогласување на постоечките документи кои веќе биле издадени, биле во условно кажано во правниот промет. Тоа би значило дека независно од тоа кога се донеле и дали се донеле измени на законите, по принципот на супремација на уставот, државата не би смеела или не би требала да издава документи со претходното уставно име и морало во некој разумен период да ги доведе во, да речеме, да ги направи сите оние потребни дали јавни набавки или било какви промени во системите со цел да издава документи кои ќе го имаат новото уставно име на државата. И сега кога се зборува за одговорност, односно кога се има чувство на гнев и на вина и се вперува прстот наваму или натаму, вие детално проучувавте кој предизвикал штета, а кој е оштетен и каква штета настанала. Дали спорниот документ е издаден од Министерството за внатрешни работи? Мислите на документите кои се издаваат континуирано, кои се издавале? Да. Документите и возачките дозволи и патните исправи се издаваат од Министерството за внатрешни работи. Во период од неколку години? Да, практично од стапувањето во сила на новите уставни измени, односно новото уставно име, до отприлика, ако не се лажам, средината на 2021 година. За да било како што треба, Министерството за внатрешни работи во тој период, значи од 12 февруари 2019 па до завчера, требало само да ги менува постоечките документи, а не и да издава нови, да печати нови. На барателите на нови патни исправи, лични карти или било што од личните документи, кои немале претходно важечки, требало да бидат издадени со новото име, а старите да бидат заменети. Токму така. Значи и во самиот Преспански договор се наведува дека има некој период на разумно прилагодување, така што би требало да помине разумно време, сигурно тоа не е 2 години или повеќе од 2 години, за државата да го прилагоди системот и навремено да започне да издава документи со новото уставно име, а претходно оние кои претходно постоеле имале важност да почне да ги заменува. Сега веројатно прашање кое ги интересира гледачите е дали граѓаните на кои им бил издаден документ со старото име на државата, имаат право и по кој основ можат да бараат надомесна штета. Так. Дали вие како Здружение на млади правници констатиравте дека постојат оштетени граѓани кои претрпеле имотна или лична или било каква штета?
Да, дефинитивно може да стане збор за надомест на штета и сите оние граѓани кои дали претрпеле дополнителна административна обврска. Сите ги гледавме видеата со големите гужви и чекањето за земање, дали за сликање, дали за земање на веќе готовите патни исправи и документи. Така што тука да речеме во таквите случаи би можело да стане збор за повреда на правото на достоинство, како лично право кое го има секој граѓанин. И тука може да стане збор за надомест на таа нематеријална штета, додека да речеме сите оние аспекти кои би значеле дополнителни трошоци за вадење на новите документи, особено на оние граѓани кои во периодот од 2019 до 2021 веќе извадиле документи со старото уставно име, несомнено е дека тие имаат сега дополнителни трошоци за повторно да ги заменат своите документи. Понатаму доколку некој имал закажано некое патување, па поради сегашната состојба не може да отиде на тоа патување, тоа е исто така материјална штета за која надомест може да се бара во судска постапка. Значи не станува збор само за штета во смисла на загуба на имот или финансиска штета, туку и за лични права, во смисла на она што го велите како достоинство. Да. Каква е процедурата за некој да се обиде да си го оствари правото за надоместна штета? Токму така. Значи, најпрво треба таа повреда на лично право, да речеме, навистина да се случила. Свесни сме сите и многу е актуелно прашањето дали на овој начин ќе биде повредено правото на слобода на движење. И многу е битно дека за да се бара надоместна штета за повредено право на слобода на движење, мора таа слобода на движење да биде навистина ограничена или повредена, што би значило дека некој лице би требало да отиде на граница да го покаже документот кој го поседува. Важечкиот пасош со старото име. Доколку има само таков документ да го покаже, да биде вратен и како што кажува и министерот изминативе денови, да побара од полициските службеници на границите да му биде издаден документ доколку му биде одбиен излез од државата. Должни се граничарите да му издадат документ? Да. Зошто по кој основ го враќаат назад? Да. Мислам и самиот министер тоа го наведува и тоа е да речеме првиот чекор за отпочнување на судска постапка понатаму, доколку му биде издаден таков документ, понатаму лицето има право тоа да го оспорува и преку жалба и понатаму преку управното судство и да бара утврдување повреда на конкретно право и надомест на штета која евентуално би му била причината. Со ова не ги поттикнуваме граѓаните да ја тужат Република Македонија, односно државата, за да бараат надоместна штета, меѓутоа секој што се чувствува оштетен има полно право да го стори тоа. Меѓутоа, кој ќе биде тој орган кој ќе утврдува дали навистина по некој основ настанало финансиска штета на имотот, дали е некое патување откажано, дали таму некој човек требал да патува за да зголеми својот бизнис, дали било деловно патување, дали било туристичко патување, па му пропаднале парите, или дали некому било повредено личното достоинство, односно неможноста да го оствари со устав за гарантираното право за слободен излез од државата. Така, судот е оној кој ја носи крајната одлука дали е настапена штетата или не и во кој износ е таа настапена. Меѓутоа, тужителот, односно сите ние кои евентуално би поднеле некоја тужба кога било кое наше право е повредено и кога сме претрпеле штета, ние сме тие што треба да ги доставиме сите докази кои одат во прилог на нашето тврдење. Да речеме, доколку сме имале закажано патување и сме имале авионски карти, да ги доставиме картите дека ни биле однапред купени, ако сме имале резервација на сместување, доказ дека е навистина направена резервацијата, дека се платени средства и така натаму. Малку е нејасно во институција како што е Министерството за внатрешни работи, каде што има голем број стручни лица, има голем број правници там, има голем број адвокати, односно луѓе кои уставот и законите ги познаваат, да пропуштило, и тоа не е еден ден, два, туку период од неколку години, да издава документи така како што треба и со тоа да нанесе вакви штетни действија кои сега може да бидат предмет на спор. Токму така, навистина би рекол зачудува тоа што многу долг период, 2 години, ако не и повеќе од 2 години, произлегува или некако се добива впечатокот дека не се преземени сите дејства за да се направат овие неопходни приспособување на системот и да се издаваат документи со новото уставно име. Несомнено е дека тоа можеби ќе може да повлече некаков тип на кривична одговорност. Впрочем, минатата година беше поднесена кривична пријава токму за оваа работа. Меѓутоа, за жал, и
покрај, да речеме, ако не се лажам, има поминато повеќе од 6 месеци, немаме информација од јавното обвинителство дали и што е превземено и дали е утврдена можеби индиција за нечија кривична одговорност, меѓутоа дефинитивно има одговорност и има, да речеме, би рекол дека има отсуство на систем и динамика како таа замена или тоа усогласување со новото уставно име би се одвивало и на кој начин треба да се одвива. Да, на прашањето дали постои елемент основ за кривична одговорност, Македонското сдружение на млади правници е многу категорично и јасно дека елементи има за тоа и дека е на потек јавното обвинителство по допрен глас да се инволвира во случајот и да утврди дали има елементи за кривично дело. Кој би бил таргет, односно адреса за да се проверува Министерството за внатрешни работи, односно вчера имаше и некои политички партии кои поднесоа кривична исто така пријава за министерот Спасовски. Тој од своја страна па вели за процесот се одговорни институциите, а не поединец. Токму така, треба да се утврди точно каде е одговорноста. Да, министерот и сите министри се одговорни за законито работење на своите министерства. Меѓутоа, не се само тие, веројатно, лицата кои одлучуваат или го имаат последниот збор, така што секој министерство има структура, има хиерархија и мора да се лоцира точно одговорноста и чии точно действие или пропуштање на превземање на действие довеле до ваквата ситуација. Кога спомнавте нарушување на личното достоинство, односно повторно станува збор за повреда и тоа во највисокиот правен акт во Уставот, не знам точно кој член беше, еве вие ќе кажете, правото на слободно патување, односно слободно напуштање на државата, освен во одредени ситуации, нели постои ограничување на тоа право кога станува збор за настани од безбедносен ризик или здравствен ризик, ризик по здравјето на граѓаните, каков што беше случајот кога многу држави ги затвораа границите во време на пандемијата. Меѓутоа, во услови кога нема такво нешто, на граѓаните им е оспорено правото на слободно патување, повторно се крши Уставот. Токму така, членот, ако не се лажам, 27 го регулира правото на слобода на движење и повторно морам да потенцирам дека за да се тврди дека, односно да се бара заштита поради повреда на тоа право, мора повредата на тоа право навистина да се случила, кажавме, нели, да биде некој вратен од граница поради поседување на стариот личен документ, односно со старото уставно име. Така што целата ситуација е навистина комплицирана и во право сте, да, не во ваквите случаи ниту една од трите основи кои ги воспоставува Уставот не би можело да се каже дека се исполнети, дека само поради тоа би требало да, односно би можело да се ограничи слободата на движење на граѓаните, односно нема во случајот ризик по безбедност на државата, по заштита на јавното здравје или не се води кривична постапка, така што целото тоа ограничување на слободата на движење би било неоправдано и незаконито. Како сега може да се расплетка целава работа во ситуација до која сме доведени, какви што сме, рековте, со низа прекршување на повеќе системски закони и членови од Уставот? Дали е можно правно решение сега, бидејќи имаше најава дека замената на некој од патните документи ќе биде бесплатна, па реагираше Комисијата за заштита на дискриминацијата дека во тој случај би биле доведени во нерамноправна положба оние кои платиле со оние кои тоа право ќе може да го остварат бесплатно. Значи, има ли правен излез од ситуацијава, а да не биде некој повторно оштетен при излегувањето од овој јазол во кој сме доведени? Правен излез, многу тешко да се одговори на тоа прашање во конкретната ситуација. Она што би рекол дека правниот излез, условно кажано, за сите граѓани чие право ќе биде повредено, да ја бараат заштитата на тоа свое право. Ако не се лажам, и вчера и народниот правобранител излезе со соопштение дека ќе превземе, односно ќе започне постапка по допрен глас или по службена должност, така што и народниот правобранител е еден механизам каде што може да се бара заштита на правата, а впрочем и самиот тој орган има своја тежина и можност да им укаже на институциите на кој начин и како треба да спречат или да отстранат повреда на едно право. Во суштина, сите оние кои сметаат дека некое право им е повредено, претрпеле некој тип на штета, може теоретски може да бараат своја заштита на своите права пред судовите и пред другите државни органи. Значи, како своевидно резиме,
Јавното обвинителство да се активира и да провери дали има елементи и каде треба да ги насочи елементите за гонење по да се бара кривична одговорност, а граѓаните да си се проверат, да си утврдат дали претрпеле штета по било кој основ и соодветно да си интервенираат и реагираат. Токму така. Трбевски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската Натална. Благодарам.